Почитувани, во рамките на редовното интервју на Инбокс 7 разговараме со господја Лилјана Поповска од партијата Дом. Господја Поповска, деновиве преку шефот на државата Стево Пендаровски се отвори прашањето за промена на изборниот модел со отворени листи. Несомнено е дека ова ќе придонесе кон поголема демократизација на политичките партии. Каков е ставот на вашата политичка партија? Дом има многу јасен став. Десетина и кусур години веќе дека е за една изборна единица, отворени листи и за еднаков број жени и мажи на листите. Иницијативата на председателот Пендаровски не израдува, тоа е позитивен знак, со оглед на тоа што потекнува и е поддржан од парламентарното мнозинство. Веруваме дека на овој начин ова е порака дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија планира да го исполни предизборното ветување за една изборна единица. Впрочем, кога преговаравме и за коалиционен настап, тоа беше и еден од нашите услови во преговарањето. Мислам дека тој најави и намалување, не само отворени листи, туку и најави намалување на изборните единици. Тука би сакала да нагласам дека ние сме исклучиво за една изборна единица и сите колеги од други партии се бориме за една изборна единица, не за намален број, да речеме за 3 изборни единици, затоа што во таков случај тоа би било дури и полошо од сегашнава состојба. Зашто ако сега треба одреден број гласови да бидат концентрирани во една изборна единица, да речеме 7, 8, 9 илјади гласови во една изборна единица, кога ќе се спојат две изборни единици, треба во тие две изборни единици да има два пати по толку, значи 14, 16 или 18 илјади гласови одеднаш. И тогаш одеднаш би влегле двајца пратеници. Значи, колку повисок праг, повеќе ми навлегуваат, но толку потежок за постигнување, така што тоа не би водело кон демократизација и можност за секого да настапи самостојно. Од она што деновиве го слушнавме, албанските политички партии бараат намалување на бројот, значи од 6 на 3. Зошто токму тие инсистираат? Предпоставувам, секој си тргнува од својот есап и предпоставувам дека според распоредот на гласачите што ги имаат низ Македонија, процениле дека на таков начин би можеле да ги групираат гласачите како што се две по две изборни единици да добијат повеќе. Меѓутоа, тоа не одговара на другите граѓански партии кои што сакаме да извлечеме гласови од било кој дел од Македонија и сето тоа да оди на еден куп и на тој начин да биде вреднувано, затоа што секое покачување на прагот за влез, ова би се покачил прагот за влез уште повеќе, практично значи губење, трошење на гласови. Граѓаните гласале, да речеме, за нас, а потоа тоа ќе влезе со нашите гласови некој друг пратеник од друга листа на некоја поголема партија, бидејќи со Донтовиот метод тие ќе се префрлат. Инаку, ова искуство за губење на гласовите Дом го искуси уште 2006 година, кога се формиравме и кога по половина и нешто година постоење отидовме самостојно на избори, на парламентарни избори, со своја листа. Тогаш освоивме гласови за тројца пратеници, меѓутоа влезе еден пратеник, јас влегов тогаш, а другите гласови за останатите двајца пратеници беа распределени, си ги добија некоја од поголемите партии. Така што од тогаш свативме дека огромен е губитокот со 6 изборни единици и од тогаш се залагаме за една изборна единица. Вие пред 4 години поднесовте иста ваква иницијатива во собранието. Зошто тогаш не беше прифатено од парламентарното мнозинство? Немаше расположение, па и сега тоа беше значи мнозинството на ВМРО-ДПМН. Гледаме дека и сега партијата не е многу одушевена од промена на изборниот модел и најавува барање за мнозински изборен систем со 120 поединечни пратеници. Тоа би било крајно лошо решение од гледна точка на демократизација, затоа што тогаш дефинитивно ќе станеме двопартиска држава, како што е Америка, да речеме. Таков мнозински систем има главно во тој англосаксонски модел, има Англија поради
традициите, они се уште возат по лева страна, така што и си го задржале и изборниот модел како мнозински, меѓутоа Соединетите Американски држави го имаат земено тој модел и таму гледате постојат главно две партии, останатите успеваат некако да постигнат некакви мали успеси на локално ниво. Последниве години Зелената партија успева на локално ниво нешто да направи, меѓутоа нема влијание во големите политики. Така што значи минатото мнозинство немаше расположение за ова, не е дел од нивниот концепт. Да, нема ни сега расположение од нив, меѓутоа што е со владеачката партија? Владеачката партија неголемата, нели, од коалицијата, Социјалдемократскиот сојуз изјави дека е расположена и впрочем јас уште еднаш да потсетам, тие тоа го ветија како предизборно ветување пред сите граѓани, а и поединечно до нас сите како коалициони партнери, и јас верувам дека тие имаат сериозна намера тоа и да го исполнат. Ќе ја поднесете истата иницијатива од пред 4 години или ќе почекате и владеачката партија да преземе иницијатива? Со оглед на тоа што има расположение, мислам дека најдобро ќе биде да настапи една група пратеници од различни партии, а посебно битно ќе биде сепак да се постигне усогласување и со најголемата опозициона партија ВМРО-ДПМНЕ, затоа што за изборен модел по правило секогаш се одело со консенсус. Тоа е работа на договори и работа на едно општествено прифаќање, да речам, на некој модел. Рековте дека опозицијската ВМРО-ДПМНЕ нема расположение, дека кај владеачката партија има некакво расположение, но верувате ли дека искрено се залагаат, нели, да се промени овој изборен модел, бидејќи на тој начин ќе изгубат она монополска позиција кон помалите партии? Има ли искреност кон големата владеачка партија? Јас се надевам дека има и мислам дека има, иако точно е, свесни се и тие имаат добра аналитика, знаат дека начално на почеток би изгубиле нешто од гласови, меѓутоа мислам дека размислуваат пошироко и размислуваат за тоа каква порака ќе пратат кон граѓаните за својот демократски капацитет и дека долгорочно размислувајќи ова ќе биде во интерес и на големите партии, на сите кои што сакаат во Македонија да има една подемократска атмосфера и Македонија да биде повисоко вреднувана во сите овие евроинтеграцијски процеси во кои што сме тргнати и се надевам дека ќе одиме напред. Сепак во овие промени прагот има голема улога, односно цензусот на добиени гласови. Каков е вашиот став? Има ли потреба од цензус, односно од праг? Не би требало да има, посебно не на почетокот при првата примена на овој модел, затоа што прагот најправично е да нема праг. Во тој случај сите гласови кои што ќе ги добие одредена партија одат во насока на добивање пратеници од таа партија. Најмал е губитокот, речи си и да нема губиток. Меѓутоа, кога има праг, во тој случај повторно ќе се случи слично нешто како сега со 6 изборни единици, остатокот од гласовите, оние кои што нема да бидат доволни за пратеници да влезат, ќе се распределат на поголемите партии. Во тој случај граѓаните ќе бидат измамени, затоа што гласале за една партија, а на крај нивните гласови ги добива друга. Овој модел, една изборна единица без праг, е најдемократски, него го има Холандија, например, и се постигнува природен праг, кој што варира, не е фиксен, туку зависи од тоа колку субјекти, колку партии се надпреваруваат и колкава е излезноста на граѓаните, и тоа е секогаш под единица. Некаде 0,6 до 0,8 од прилика се движи и тоа е некој природен праг. Може би со текот на годините, кога би се стабилизирале партиите, кога би обстоеле, тогаш би обстоеле оние партии што се автентични партии, што имаат своја идеологија, своја програма и луѓе со капацитет да ја спроведуваат таа програма. Кога ќе се прочисти политичката сцена од партии кои што
на некој друг начин настанале и се одржуваат, во тој случај тие партии ќе јакнат и тоа ќе биде само придонес за демократијата и придонес за парламентот и во тој случај секоја граѓанска група која што има одредена афилијација, одредена политичка идеологија ќе биде застапена соодветно на нивната бројност, ќе биде застапена со одреден број пратеници. По одреден број години кога ќе настане едно зајакнување на автентичните партии, на реалните субјекти што постојат, тогаш веќе може да се размисли евентуално и за можеби некое подигање на праг, но не знам зошто тоа некому би му било потребно. Ова е најдемократски, најфер, најотворено, најправично и мислам дека така би требало да се оди најчиста работа, едноставно се знае кои гласови, за која партија одат, кои пратеници ја застапуваат. И на ваков начин имате покрај тоа што ќе јакнат автентичните партии, ќе се добие едно убаво шаренило во парламентот, на овој начин се зголемува и нивниот легитимитет. Така што партиите кога ќе договараат понатамошно коалицирањето евентуално за влез во влада или за настап во парламентот и опозиционен, при било какви договори со други субјекти ќе има поголем легитимитет и партиите повеќе ќе бидат фокусирани на своите програмски определби и ќе се борат повеќе за програмските определби. Од тоа повторно полза ќе имаат граѓаните. Така, ја спомнавте Холандија како пример. Какво е искуството во другите држави, конкретно во регионов? Многу е различно. Најлош пример е Турција со една изборна единица и прак од 10%. Така што таму речиси да има две партии главни со други кои што се дел од големи коалиции, огромни коалиции и две се доминантни партии, значи се стимулира бипартизмот. Многу е тешко да се постигне прак од 10% и тоа и овозможи одредени процеси да се одвиваат во таква насока како што се одвива. Понатаму Србија и Хрватска, колку што знам, имаат 5% прак. Тоа што значи? Во превод, во Србија со 5% гласови одеднаш влегуваат 15 пратеници. Сите други гласови што се под таа бројка, под постигнување на 5%, практично ги земаат поголемите партии, слично и во Хрватска. Има различни бројки, има и 1, и 2, и 3%, еве, во некои држави 5%, но, знаете, ако зборуваме за регионот, ние немаме искуство со некоја многу силна демократичност на нашиве простори. Така што, токму во насока на демократизација на општествата, потребно е да биде една изборна единица без праг и тогаш да сите природни сили организирани да можат да настапат и соодветно да действуваат. Со овој изборен модел ќе има и можности и помалите партии самостојно да делуваат. Апсолутно, тоа е и целта, да. Но ќе имаат ли храброст тие да се одлепат, така да кажам, од големите партии и сами да излезат на изборите, бидејќи досега имаше нели она гарантирано пратеничко место? Каква ќе биде храброста на малите партии сами да излезат на избори? Знаете што, кога зборуваме мали партии, обично мислиме на партии што добиле помал број гласови кога настапиле сами или на партии кои што никогаш не настапиле сами, па и не знаеме колку гласови имаат. Со оглед на тоа што зборувам од име на Дом, како зелена партија, значи ние сме настапиле сами и на парламентарни избори, како што спомнав, со гласови за тројца, влезен еден пратеник, и на локални избори сме настапиле сами 2013 со околу 25.000 гласови постигнати и советници своји освоени, меѓутоа така што ние точно знаеме што сакаме и за што се бориме. Се бориме за фер услови, за една изборна единица без праг, за да можеме самостојно да настапуваме. Цела борба водиме ние повеќе од деценија за фер услови во кои што самостојно би настапувале. Има и други такви субјекти, сериозни субјекти на политичката сцена и сите ние и секој од нас посебно ќе настапи самостојно. Меѓутоа има и такви кои што
прашање е како ги собрале подписите и прашање е како се регистрирале, меѓутоа тоа е веќе работа на некои други што би требало да го проверуваат, и таквите партии кои што не се автентични, кои што немаат реално членство, база, идеологија, веројатно дека не би им одговарало, би размислувале на друг начин. Меѓутоа, на ваков начин, затоа реков, ќе јакнат вистинските, автентични политички партии што имаат идеологија и програма и што имаат што да кажат. И тоа е придонес кон демократичноста, тоа е придонес кон решенијата во државата, затоа што ќе се збогати и понудата со човечки ресурси, ако сакате. Кога ќе имаш ти можност да си освоиш онолку колку што навистина имаш потенцијал во моментот во општеството, ти ќе бидеш порелевантен партнер, ќе бидеш попочитуван партнер, ќе имаш можност да добиеш реални позиции спрема луѓето кои што ги нудиш и спрема идеологијата што ја застапуваш, и тогаш ќе има поголема понуда на добри кадровски решенија, верувам. Сето тоа ќе биде пред очите на јавноста, па ако не покажеш резултат на следни избори ќе бидеш казнет, но ќе си има еден нормален политички живот и конечно црно-белото милје на политичката сцена ќе биде сменето. И тоа е многу важна придобивка и не случајно од ОПСЕ, од ОДИХИР и од други меѓународни организации кои што го следат нашиот процес на демократизација на земјата, сугерираат промени во изборниот модел. Ние не проговоривме многу а е многу битно да бидат и отворени листите. Да бидат отворени листите, за да не зависи се само од волјата на политичките партии, туку граѓаните да можат да изберат и кој во една политичка партија, кој е оној на кој повеќе му веруваат, и да не биде на крај распоредот во парламентот на влезени пратеници или советници на локално ниво, да не биде оној кој што партијата го определила. Така што целосна демократичност би било тоа и за еднаков... И поголема одговорност се предпоставувам со отворени листи, поголема одговорност и на кандидатите и на партиите. Нема да биде sejedno кого ќе ставиш на листа, кому ќе дозволиш да те представува како партија, а и кога ќе бидеш избран, нема да ќе имаш поголема одговорност, директно ќе бидеш соочен со граѓаните што ти го дале гласот. Ние инсистираме како зелена партија, бидејќи родовата рамноправност ни е многу битна, и на еднаков број жени и мажи, и на прашања што некои ми ги поставуваат овие денови, па каде ќе се најдат толку жени кандидати, ќе се најдат и мажи и жени кандидати. Нашата Македонија има квалитетни луѓе, има луѓе што размислуваат политички и што сакаат да се посветат. А и досега беа негде на долниот дел од листите. Па се боревме, се изборивме некако со квотите да ги покачиме, меѓутоа веќе покажавме и мажи и жени дека не треба да има дискриминација во поглед на занимавањето со политика, и на локалните избори 2013 Дом впрочем имаше тогаш 43 листи со 777 кандидати и имавме практично половина жени, половина мажи на листите. Ние покажавме, ако ние како партија сме можеле да најдеме доволен број жени извонредни, квалитетни, тогаш секако дека било која партија може да најде. Има околу нас квалитетни жени кои што се спремни да го понесат бремето на одговорноста во политиката, и знаете, многу иритира кога ќе речат, ама дали ќе има доволно квалитетни жени? Зошто никој не прашува дали има доволно квалитетни мажи? Па има и жени и мажи, има и добри и лоши, и квалитетни и неквалитетни, само е работа на избор и на приоритети. Така, ви благодарам, господја Поповска, за интервјуто. Вас почитувани и ви благодарам што не следевте.